Господине председавач, почитувани колеги и колежки претеници, почитувана јавност. Би сакал само 10 секунди кратко за презумцијата на невиност, бидејќи често ја спомнуваме од говорница. Имајќи долгогодишно работно искуство во полето на човековите права, целосно го знам значењето на институтот презумција за невиност и која функција има во демократскиот систем. Меѓутоа, кога правосудството, правото и законите ќе бидат украдени од страна на криминалецот и сведени на ништо повеќе од средство за извршување на кривично дело и на прикривање на истите, тогаш презумцијата на невиност, поготово кога селективно се применува, како што тоа се прави во Македонија, не е ништо повеќе од штит во рацете на криминалците. А оваа говорница со причина е предвидена како место кој е надвор од дофатот на тие ограничувања при изразувањето. Во однос на процедуралната забелешка, сакам да реагирам на председавачот на оваа конститутивна седница, кој се уште од необјасневи причини упорно се однесува како председател на Собранијата. Господине Велјановски, ако претходно ја силувавте нашата кревка демократија, извртувајќи го значењето на деловникот согласно вашите лични и партиски интереси, сега веќе го надминавте и тоа. Од минатиот четврток, вие сте отворено нелегални, вие сте против права. Минатиот четврток, спротивно на член 78, одбивте да дозволите Собранијето да гласа за нешто, иако тоа беше предвидено во деловникот. Одбивте да дозволите спојување на третата и четвртата точка од дневниот ред, со што би можеле да го видиме крајот на овој циркус за одбрана на криминалот во режија на пратениците на ВМРО ДПМН. Свесни ли се што направивте? Без разлика на вашето субјективно, која се граничи со криминално толкување на нормите, вие спречивте Собранијето да гласа за нешто кога треба да гласа. Бидејќи не сакате да ја прекинете оваа карикатура од демократија која што е наметната од вашата партија. Настрана фактот што не бараме прекинување на дебатата по таа точка, туку едноставно спојување на двете точки. Вие упорно тврдите дека тоа е во духот на дебатата која што според вас е основна функција на овој дом. Не. Основна функција на овој дом не е дебатата, туку е одлучување по пат на гласање. Одлучување согласно волјата на мнозинството граѓани, на сите граѓани во оваа наша прекрасна, шарена, демократска и мултиетничка Република Македонија и согласно тоа како го дале својот глас на минатите избори. Дебатата е многу корисна, но е само патот кој што треба да води до одлучувањето по пат на гласање. Така, во име на вашата пропаганда, вие уништивте основната функција на овој дом, преточување на волјата на мнозинството во конкретни политики. И сватете веќе еднаш, вашата партија не ја представува волјата на мнозинството граѓани во Република Македонија. Вие, господине Велјановски, нема да бидете повторно председател на овој дом и ова ваше блокирање нема да ги спречи реформите, нема да ја спречи правдата, само ќе одложи и ќе настави подлабоко во криза. И за крај, викендов многу луѓе ми рекоа дека господинот Велјановски со ова однесување е ист како Никола Груевски и Сашо Мијалков. Не се согласувам. Тие барем имаат доблест да се повлечат од својата функција, а таа доблест се уште чекаме да ја видиме како господинот Велјановски. Повлечете си и дозволете да работиме согласно Уставот, законите и деловникот на овој дом. Благодарам. Немалку вас ќе ве послушам за тоа. Инаку, господине Ферид Мухич, да видиме коректни вака, вашиот апел, вашиот колега не го послуша. Јас себе како табланет, знаете, кога играте, бележите колку пати, и избележав 6 пати го спомна зборот криминал, криминалци, господинот Павле Богоевски. Значи, он не ве слуша вас. А вика дека заштита на човековите права, бил човекот, се грижал за заштита на човековите права. Јас 11 години бев адвокат, многу подобро од вас ги знам, господин Павле Богоевски, законите и човековите права. И затоа, ако мене не ме почитувате, барем почитувајте господина Ферид Мухич. Пред вас го кажа дека епитетот криминалци, предавници, патриоти, лесно да не го изговараме. Вие за 10 секунди 6 пати зборот криминалци. Само тоа изглед го знаете. Прво сакам да му се заблагодарам на председавачот за обидот да ми укаже на лекција во човековите права, како поискусен пратеник. Меѓутоа ќе се извинам и ќе одбијам лекцијата, бидејќи не би сакал да прифатам лекција од единствениот човек кој е осуден од Европски суд за човекови права, за прекршување на човековите права, прекршување на уставот и законите, и тоа токму од позиција на председател на Собранијата. Така да ќе се информирам на друго место. Што се однесува до именувањето криминалци и така натаму, бидејќи стана голема работа утрово, сакам да се обратам, се разбира не до цело членство на ВМРО ДПМН, се разбира не до сите колеги пратеници, меѓутоа тие до кои што се однесува оваа реплика ќе се пронајдат самите себе си. 10 години
ја крадете, киднапирате и силувате државата. И кога конечно некој ќе се осмели да ве нарече со вистинското име, ви станува незгодно. Заврши времето на вештачки нафрлена политичка коректност и гумени ракавици. Граѓаните заслужуваат вистината и ништо помалку од тоа. Благодарам.